Кратки најави за денес. Охриѓани ја продолжија вековната традиција за капење во езерото за денот на рибарите. Започна вештачкиот мрез на Охридската пастрамка. Во струшка нефрологија недостасуваат лекари и медицински персонал. Осум лица загинале, а 7 се повредени во пожар во дом за стари лица во Србија. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди и максимални 9 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, понеделник кон вторник, ќе превладува претежно облачно и потопло време со пораст на ноќните температури. Во вторник во поголем дел од Пиринејскиот полуостров и на Британските острови ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Слаби и локални врнежи се очекуваат и на југ од Апенинскиот и поголем дел од Балканскиот полуостров. Во останатите делови од Европа ќе превладува стабилно време со повремени сончеви периоди и температури кои што се над повеќе годишниот просек за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Ќе биде потопло со дневни температури кои што ќе бележат благ пораст. На планините со локални врнежи од снег. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 3 до 11 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Ќе биде потопло со пораст на температурите. Над 1200 метри надморска висина ќе провејува слаб снег. Минималните температури ќе се движат во интервал од -4 до 3 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 2 до 9 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува облачно време со слаби и локални врнежи од дожд. Ќе дува умерен југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Минималната температура од 1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 6 степени. Во Охрид во среда и четврток ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди и потопло со дневни температури кои што ќе бидат во благ пораст. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 8, односно до 10 степени. Во петок ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди и максимални 10 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охриѓани ја продолжија вековната традиција на капење во езерото на Денот на рибарите, на празникот Свети Јован Крстител. Голем број граѓани и гости денеска на Сараиште уживаа во овој уникатен обичај избогатен со староградска музика и греана ракија. Со традиционалното капење на рибарите во Охрид денеска се одбележа празникот Свети Јован Крстител. Тајфата на Мартин Гоџо, кој вчера го фати честниот крст, денеска на Сараиште влегува во студените води на Охридското езеро. Денот на рибарите е потсетување на традицијата на капење на рибарите на денот кога се означувал крајот на мрестот на пастрмката и почетокот на сезоната на риболов. Охриѓани велат дека со голема радост го чекаат празнувањето на овој ден, кој покрај тоа што во одреден период било забранувано, обстанало како вековна традиција. Но на овој ден, како денес на Свети Јован, завршувала забраната, по старски кажено турски збор татилот, забрана за ловење на пастрмка, затоа што во овој период се мрести во езерово. Кога ќе се пуши, завршил татилот, првото фаќање на риби се крстеле и се влегувале во вода да се капат, бидејќи во тоа време забранувале такви верски обичаи, деме како да е себап што е пушен ловот. Ке се капиме во езерово и денот ќе направиме богојавление и прв ден од ловот што ќе фатиме риба, ќе печиме, ќе јајме, ќе пиеме, ќе се веселиме како сега што правиме. Ова за охриѓани значи многу една традиција која што мора да продолжи понатака. Порано до 90-та година не беше ова, али сега се радуваме на овој ден и едва чекаме да дојде. Господ да ни е на помош, се најва овој честит празник на сите. Старите рибари се присетуваат на минатото, кога, како што велат, имало многу повеќе риба во езерото. Стефан Рупе вели дека дневно ловели до 150 килограми пастрмка, а најголемо парче кое што го уловил било тешко 7 до 8 килограми. Не времина дозој, снегој, али со кејф одев на работа. Порано имаше многу риба, денеска све, како да видам, све со крадење. Денот на рибарите е една од манифестациите која привлекува гости надвор од главната сезона. Манифестацијата и оваа година беше збогатена со културно-забавна програма. Посетителите на Сараиште беа послужени со топла ракија, греано вино, пача и плашици и уживаа во охридска староградска музика. Прв пат сум оваа година за богојавление во Охрид. Амбиентот е прекрасен, луѓето се сите весели, сите се познаваат, се поздравуваат едни со други и тоа навистина за денешни услови е прекрасно, убаво. И јас исто така прв пат сум на денот на рибарите на богојавление имам доаѓано, меѓутоа и планот ни беше да си одиме
вчера, меѓутоа ме убедија Охриѓани дека е денешниот ден исто така многу интересен и затоа станавме. Амбиентот е прекрасен, чекаме да чуеме некоја охридска група која што пее староградски песни, се служи овде топла ракија, чуф и чорба дека ќе има, не знам, се уште не ја видовме, но едноставно убаво доживување. Локалната самоуправа со организацијата на манифестацијата за Денот на рибарите ги збогатува празничните денови со привлечни содржини за туристите кои во голем број го посетуваат Охрид за празникот Богојавление. Започна вештачкиот мрез на Охридската пастрмка. Во рамки на првата акција, викендов беа изловени 63 половозрели единки, а од нив се оплодени и инкубирани 70.000 икри, информираат од Државниот инспекторат за земјоделство. Рибите кои беа уловени на крајот на акцијата беа вратени во жива состојба во водите на Охридското езеро. Активностите се одвиваа во соработка помеѓу Државниот инспекторат за земјоделство и Хидробиолошкиот завод Охрид, а целосната програма е финансирана од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Инспекторите и понатаму ќе ги следат и поддржуваат процесите за подобрување на состојбата на рибниот свет во езерото, особено на значајните врсти во нашиот регион, како што е пастрмката, велат од Државниот инспекторат за земјоделство. Во специјалната болница за нефрологија Струга недостигаат лекари и медицински персонал. Очекуваат дека со најавата на Министерството за здравство за нови вработувања ќе се зголеми бројот на медицинскиот персонал, а со тоа и квалитетот на услугите. Околу 25 лекари, медицински сестри, болничари и хигиеничари недостасуваат во јавната здравствена установа специјалната болница за нефрологија во Струга и покрај дефицитот од медицински персонал. Менеджментот вели дека успешно се справуваат со секојдневните предизвици. Очекуваат дека со најавата на Министерството за здравство за нови вработувања ќе се зголеми бројот на медицински персонал, а со тоа и квалитетот на услугите. Имаме дефицит на лекари, моментално бројот на вработени е 226 вработени, меѓутоа имаме ветување дека набргу со реализација на проектот за вработување во сите медицински установи, видно ќе биде зголемен бројот на вработување и кај нас. Во струшка нефрологија потребни се 7 до 8 лекари, 15 медицински сестри, како и хигиеничарки и болничари, но бројот ќе се зголемува поради порастот на пациенти кои имаат потреба од хемодиализа. Дел од проблемот, како и во здравствените установи, е решавањето на статусот на вработените со договорена дело. Во многу болници, многу од нив работат и по повеќе години. Имаме и ова помош од Министерството за здравство, и ни ветија дека одма после нова година ќе имаме нови вработувања, со што ќе го зголемиме бројот на персоналот, на медицинскиот персонал, а со тоа и квалитетот на услугите. Бројот на пациенти кои имаат потреба од хемодиализа е во пораста. Најголеми причинители се диабетот и хипертензијата. Лекарите постојано работат на подобрување на условите во болницата, но и на промоција на проектот за холидеј диализа. Во нефрологија Струга минатата година изведени се 16.000 хемодиализи, а од основањето на болницата над 1 милион. Низ Струшка нефрологија годишно поминуваат повеќе од 14.000 пациенти. Во тек е повикот на Министерството за образование и наука за јавна дискусија за концептот за реформи во гимназиското образование. Мислењата и сугестиите на сите чинители на образовниот процес се од исклучителна важност за креирање гимназиско образование, кое ќе ги подготви учениците за современите предизвици и ќе обезбеди меѓународно споредливи образовни резултати. Повикот е отворен до 31 јануари оваа година. Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието изработија нацрт концепција за реформи во гимназиското образование и ги повикуваат сите наставници, ученици, родители, експерти и заинтересирани страни со своји мислења, предлози и забелешки да се вклучат во јавната дискусија за усвојување на најдобрата верзија. Концепцијата за реформи во гимназиското образование е изготвена со цел да обезбеди современ, инклузивен и конкурентен образовен систем. Предложениот документ нуди модерни пристапи кои се насочени кон стекнување практични вештини, развивање критичко размислување, интеграција на дигитални технологии и усогласување со меѓународните образовни стандарди, како и поголем избор за учениците, со цел тие самите да можат да го моделираат својот образовен пат според нивните интереси и идни цели.
Мислењата и сугестиите на сите чинители на образовниот процес се од исклучителна важност за креирање гимназиско образование, кое ќе ги подготви учениците за современите предизвици и ќе обезбеди меѓународно споредливи образовни резултати. Гимназиското образование во Македонија повеќе од 2 децении не е предмет на суштински реформи, што го доведе до состојба на недоволна усогласеност со современите потреби и меѓународните стандарди, велат од МОН. Истражувањата покажале дека и наставниците и учениците ја препознаваат потребата од промени, особено во насока на модернизација на наставните програми, можност за избор на предметите, воведување современи методи за учење и оценување, како и унапредување на вештините релевантни за 21 век. Концепцијата е достапна на официјалната веб страница на Бирото за развој на образованието. Коментарите заинтересираните можат да ги испратат на адресата javnarasprava@bro.gov.mk најдоцна до 31 јануари 2025 година. Нови повисоки цени на горивата од ноќеска на полноќ. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, цената на дизел горивото ќе се зголеми за половина денар, а на бензините за денар и пол. Па така, од ноќеска на полноќ, дизелот ќе се продава по цена од 76 денари за литар, бензинот Евросупер БС 95 ќе се продава за 81 денар за литар, а Евросуперот БС 98 ќе чини 83 денари. Екстра лесното масло за домаќинство исто така ќе поскапи за половина денар и ќе се продава по цена од 75,5 денари за литар. За 0,3 денари ќе се зголеми цената на мазутот и килограм мазут ќе чини 47 денари, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Ова е се во првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.